Тодор по име, а? Жилави сте, вие сјаните жилави. Ој, бе, златен. Нашите зандани не се удобни како татковото одајче. Комат леп и ќотек немерено. Ајде, Тодоре, ајде, кажи. Чекам пресуда, честит Валио, да ми кажете зашто ме набедувате. Инаку да, јас сум учител во Кочанск. А вашите запти ме врзаа во училницата пред деца. Тамам! Не си млад, Тодоре, не си наивен. Со твоја помош, бре, без евент ни еден, е пренесен динамитот за солунските атентатори. Си бил... Не одречувај! Главен организатор на Кочанското револуционерно движење. Немате докази, господине. Тоа се куп клевети од кодаши. Ајде! Ке ти читам пресудата. Машалlah. Тодоре Александров, осуден си на 5 години робија. Комат леп и камени ѕидови од кои ќе фатиш мемла. Стража! Носи ој смрдлив ѓавор, од тука и сиким на. Смрдеата, господине, е реја од распаѓањето на Турската империја. Сус, бре! Сус! Да не ти ја дуплирам казната! Тодор Александров бил роден на 4 март 1881 година во Новосело, Штип, од таткото Александар Попорушов и од мајката Марија Хаджијанева. Основно образование стекнал во Радовиш и во Штип, а во 1898 година со одличен успех го завршил педагошкото училиште на екзархијата во Скопје. Учител му бил Христо Матов, идеолог и теоретичар на ВМРО, кај кого и положил заклетва за прием во редовите на организацијата. Од 17 годишна возраст учителствувал во Виница, Кратово и Кочани. Бил уапсен и осуден од турските власти, но од 5-годишната затворска казна одлежал само 13 месеци. Веќе во април месец 1904 година бил амнестиран, но не мирувал. Го одбегнал обидот за второ апсење и во 1905 година се приклучил кон четата на Мише Развигоров, како нејзин секретар. Од тогаш, со својот организационен талент и со неисцрпната енергија, се издигнал кон врвовите на ВМРО. Тодор, исправен како бор. Како си, брате? Ефрем Чучков. Гледај, јуначиште за приказ. Седни. Еден век, едно видување. Ме загрижи веста дека си се поболел од туберкулоза. Закрепнува во Бургас. Белки сум добар сега за сега. Ми кажи што има старо ново. Овде, брате, Карма Караши. Кружат противречни информации секаде. Прва и најважна тема, Тодоре. Единствена, можеби и судбоносна. Знам. Младотурската револуција. Фрчат позиви од сите страни да го положиме оружјето. Можем тие носеле слободарски ветер од Европа образовани, ќе го симнеле султанот од престол. Многу наши војводи им поклонија верба. Ги испратија подома четниците, пак да бидат мирни орачи. Според мене, грб за истиот османлиски камшик. И јас го делам истото мислење, Ефреме. Мислам дека малотурците мамат. Сакаат овде да им биде мирно додека тие рашицата тамо околу Стамбул. А потоа ќе се вратат и ќе ни го натнат истиот јарем ако не и полош. Си отишла сабјата, дошол јатаган. И повторно под народно грло, јаман. Нашите чети со Господ напред се уште се многубројни како лисја во шумата и под полно оружје. Вежби и маневри катаден. Така нека остане, Ефреме.
Не даваме пушки што потоа ќе се свртат против нас. Куршумите нека ни останат ортаци. Согласен сум, Александров. Не смееме Скопската револуционерна окулија да ја оставиме без комитска заштита. Да. Ама ке не гонат се имените, ни дадоа рок. Добро де. Еве, не сме разбрале. Или може би не сакаме да разбереме. Да си ми жив и здрав. Ми имаш за сојузник. Та не сме ние еднаш излажени од дојлевци, така ли? Тука остави оваа работа. Ајде сега да одиме долу. Казан манџа се вари. Стар воин сум јас, се носам порција. Браќа, бранители на македонската земја, сакам во очи да ве опулам и честно како и секогаш да ви ја кажам вистината. Крваревме заедно во првата Балканска војна, во туѓи војски, турнати брат против брата. Сега е турбулентната 1912 година, но никако не е мир, браќа, туку само примирие. Му испратив меморандум на бугарскиот цар Фердинанд од името на внатрешната револуционерна организација. Му предочив за грабателските идеи на србите и грците. Му ја образложив нашата идеја во прво време да действуваме само за автономија на Македонија, да ја зачуваме од распарчување. Да, убаво чувте. Автономија на Македонија. Македонска држава во нејзините физички, етнички и економски граници. Затоа, браќа, залечете ги раните, а лузните бројте ги како татковинско наследство. Бој не чека, браќа, бој. По завршувањето на Втората Балканска војна, Тодор Александров објавил декларација во која на европската јавност и дал на знаење. Македонската внатрешна револуционерна организација со голема огорченост го пречека жестокото дело на Балканската конференција во Букурешт. Ние, кои во момент на надеж го положивме своето опробано оружје, одново го земаме истото и остануваме на сегашната неизменета позиција – автономија на Македонија. Тоа бил храбар и правовремен протест, но без позитивен одглас од кочоперна Европа. На 25 септември 1915 година Александров испратил окружно писмо до сите револуционерни комитети со наредба да ги кренат на нозе сите кои се способни да носат оружје и да ја укажат сестрана помош на бугарската армија. Повеќе од 54 на ВМРО започнале од задгрб да ги напаѓаат српските војни единици во сите реони на Вардарска Македонија. Самиот Александров, заедно со Протогеров и Чаулев, бил активно вклучен во разузнавачката дејност на бугарската армија. Грмнала и прегрмела Првата светска војна, оставајки зад себе смрт, пустош и уште поголем мрак над страдна Македонија. На твое место јас не би јадел од оваа помија. Може да ставиле отров за глувци. Не чуваат овде како говеда. Бугарската влада е должна да ни овозможи фер судење. Да, со лакрди и местенки. Ние и така, ама... Еве, Тодоре, и Протогеров ќе ве закачи друг параграф. Права чистка, брат. Права чистка. Во еден бран сме уапсени преку 60 лица, што сме биле на видни воени и политички функции. Бугарија излезе губитник од војната. Ама ете, си напишаа законче. Така е, да. Закон за судење и казнување на виновниците за народната катастрофа. Они ки се го исперат греват,
А срамот врз наш грб. А патем ќе се ослободат и од видни македонски дејци за македонската кауза. Ако е дојдено нож до коска, кој е друго чаре ми останува, а? Слушај. Утре чинам околу пладне. Групно ќе не водат кај следникот на распит. Штом ќе подизлеземе во дворот, ние можем ќе се степаме. Стражарите ќе се здадат да не раздвојат. А ти бегај. Бегај. Низок е задниот зид. Тамо зад нужниците. И бегај. Имаш право, брат. Имаш право. Брзи назад, глава на рамене. Да го повториме насловот, Танаско. Се обраќаме до Друштвото на народите во Женева. Добро. И каде застанавме? Бараме создавање на независна Македонија, да се воспостави мирот и правото и во нашата несретна татковина. Добро, продолжувам. Да се спречи неизбежното пролевање на крв како во Македонија, така и на Балканскиот полуостров. Брзам или можеш да ми ја фатиш мислата? Стигам, господин Александров. Ги везам букви, ги краснопис. Да видам. Убаво срочено, китнесто напишано и залудно. Бадијала е оваа дипломатска преписка, мој Танаско. Циркуларни писма, меморандуми, купишта, хартија. Големите сили не ги ни читаат. Тие се далеку и ништо не слушаат. А не се тие слепи за да не гледаат што се случува овде. Туку мижат. Мижат за да не видат. И само не именуваат господари. Со векови овде се ширал турчинот, чека свој ред и бугаринот. Не јавнал србинот и гркот чека да не притисне. Тогаш да и се придружам и јас на четата, ако вие дозволите. Не. Земи друг лист хартија. Знам дека е мачно, но мораме вака на два начина. Малку дипломатија, а и со вооружени чети на теренот. По некој интервју во вестникот, а и по некоја дигната плюга во воздух. Продолжувам, Танаско. Македонија заслужува слобода и ќе ја извојува. Со оваа идеја легнува, се буди секој македонец. Господа, ви благодарам што дојдовте. Се надевам дека со вашите гласила ќе го известите македонското окружување, а и целиот свет за нашите цели, намери и акции. Оваа средба е организирана полуилегално, од разбирливи причини. Очекувам прашање. За Таймс, господин Александров. Повелете. Ние имаме огромен тираж и оде. Се шпекулира дека целта на вашата партија ВМРО е да анектира одредени територии. Не е точно, господине. Нашите действија во Вардарска Македонија се насочени против кралството на србите, хрватите и словенците, против нивниот режим, против нивните чиновници, војници и учители кои вршат национализација и асимилација. И верујте, многу свирепо го прават тоа. Но затоа ние имаме доволно оружје, добро сме организирани и избравме партизански начин на војување да ги спречиме во тоа. Од белградскиот весник Република. Повелете. Прашувам, дали протестирате против лошата управа или корените се подлабоки? Ке бидам краток и јасен. Ние не сакаме србите добро да владеат, ние сакаме да си одат. И тоа веднаш, до последниот.
Ние можевме, а и се уште можеме да се согласиме, Македонија да биде равноправна членка во кралството на србите, хрватите и словенците. Но туторство никако. За таа цел собравме доста пари, имаме доволно оружје, многу добро сме организирани и најважно од се, од ништо не се плашиме. Официјалниот став на внатрешната македонска револуционерна организација е: доколку не е можно на Македонија да и се даде независност, тогаш би се согласиле Македонија да биде под заштита на некои од големите сили. Кога велам големите сили, пред се мислам... Англија. Да, господин, Англија. Разбира. Поврзувањето на ВМРО со Советскиот сојуз и со Коминтерната резултирало со подпишување на неколку взаемни документи во 1924 година во Виена, како декларација, протокол за обединување и други. Со надеж дека би се здобиле со материјална, дипломатска и морална подкрепа од Руската Советска република, Тодор Александров го ставил својот подпис врз овие документи. Тој настојувал да не се брза со објавување на Мајскиот манифест, но не го послушале. Манифестот бил публикуван во првиот број на весникот Балканска федерација на 15 јули 1924 година. Со тоа, всушност била изречена и смртна пресуда на Тодор Александров од страна на бугарските владени кругови. Извршиле силен притисок врз Александров и врз Протогеров веднаш да се откажат од манифестот, а тие јавно го прогласиле за ништавен, како избрзано дело на екзалтирани комунисти. Сепак не им било простено, особено на Тодор Александров. Веќе бил заведен на темен список за одстрел под бројот 1. Директна наредба за ликвидација дал војводата Алеко Василев Пашата. Штерио Влахов, побратиме, и ти Динчо Вретенаров, мои луѓе. Добре ми дојдовте. Ајде задно. Зво. А тоа што е лошо ќе се струполи на туѓи глави. Некој од нашите големци решила, мене ми падна да го изговорам. Се наближува, знаете што, нели? Се бројат деновите до Сирскиот конгрес, Алеко Паш. Ќе дојдат многу делегати од сегде. Ќе дојдат. Ама еден од нив не смее да се врати жив. Се обложувам дека на некого треба да му ја скратиме главата. Го доби облогот. Официјална или ако сакате задкулисна Софија е многу вознемирана од политичките потези на Тодор Александров. Во последно време многу засрани. А тоа треба да се лечи или да се спречи. Доцна е за лекување, побратиме. Ова навистина ќе звучи свирепо, но ни предстои уште една ликвидација. Затоа ве одбрав вас двајца, вие ми изгледате најподатни за таа работа. Еве, јас се нафаќам. Уште една рецка на Кундаков и онака пекол ме чека. И јас не одбивам. Тодор не седели од Протогеров. Да. Ниту пак од неговиот личен телохранител Панзо. Панзо. На пат за село Лопово. Ќе тргнете наплан. Да ве фати припек, така ќе се изморат коњите. Затоа ќе треба да правите почесто починки. Една од тие починки треба да биде последна за починници. Коњите се изморени, господин Александров. Да одмориме малку. Морет Панзов, само внимавај да не задосниме. Брате Штерио, сонцево не испече, што велиш да се одмориме малце? Па онде подолу има едно изворче војвода и има дебели сенки. Можеме и да каснеме за лак 2. Така. Вие решавате. Што велиш, Протогеров? Се согласувам. Ајде, Панзов. Ајде. Ајде.
Панзо, момче пргаво. Ај наполни аматаркава и ние да истлакнеме грло со бистра вода. Господин Александров, Оди, Панзо. Исто како јас да сум ти наредил. А тебе што ти се помоцало срабе? Пришо ти кај! Приши! Дотепај го телохранителот! Ки ми скопаме 2 гроба да не може никој да ги најде! Убиството на Тодор Александров се случило на 31. август 1924 година, кај селото Лопово на Пирин планина. Раководството на организацијата и присутните делегати на Конгресот били изненадени и огорчени од случајот. Тие до 12 септември ја криеле црната вест за ова злосторство, со цел да се пресметаат со убиците и со сите лево ориентирани припадници. Софиските вестници и гласилата на македонската емиграција во Бугарија ја оплакувале неговата смрт како најголема загуба за македонското револуционерно движење. Одекнала голема сензација не само во македонските емигрантски средини, туку и во европската јавност.